Благодарам, почитуван председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Вашиот премиер, а воедно и поранешен ВД министер за финансии Зоран Заев ветуваше дека првите години ќе бидат за стабилизирање на односите со соседите, а потоа ќе ни следува економски бум. Точно е дека првите години беа потрошени за надворешната политика и ефектите, за жал, ги гледаме денес, тргнувајќи од насилната промена на уставното име спротивно од волјата на народот, пазарење со историјата, откажување од сите светости, откажување од правото на самоопределување, откажување и брусење на националните символи и така натаму, од развојот на економијата ишала видовме голем ефект со губењето на работните места на 40.000 граѓани и дополнително најава за 20.000 административци кои што треба да бидат отпуштени од работа, зголемување на долгот на 60% и осиромашување на народот. Ребалансот на буџетот е последица на тоталното промашување на претпоставките и тековите од страна на Министерството за финансии за цела 2020 година и дополнително од недомакинското работење и трошење на народните пари за политички цели. Имаме вкупни приходи од 53,7% од предвидените во првичниот буџет за 2020 година за првите 8 месеци, а само по основ на ДДВ се собрани во просек 73 милиони евра помалку во однос на минатата година, што значи дека потрошувачката моќ е многу намалена кај граѓаните на Република Македонија. Буџетскиот дефицит на годишно ниво изнесува околу 920 милиони евра и факт е дека дел се должи на корона кризата, меѓутоа добар дел се должи и на екзибиционистичките трошоци, како и на изборите за кои што самите знаете како помина и за што зборува. Главно, ребалансот се однесува поради потребата од четврт сет мерки, затоа што имаме катастрофална реализација на првите 3 сета од само 54%, па сега ќе одиме со нов ребаланс за да може да се спаси нешто доколку се спаси, ама не верувам дека нешто ќе може да се направи од оваа дополнителна дупка и средствата нема да стасаат таму каде што треба, односно каде што е предвидено да стасаат. Сега четвртиот сет се базира на неколку основни столбови: социјален сегмент, односно повисок стандард на граѓаните, зајакнување на приватниот сектор и фискална и финансиска стабилност на општините е третиот столб. Многу пати обвинувате дека кога ние ќе споменеме дека сме против овие непродуктивни задолжувања, и ние сме барале исто така задолжување, и точно е тоа така, ВМРО-ДПМНЕ бараше задолжување. Меѓутоа, ние не баравме задолжување за непродуктивни трошоци, за предизборен подкуп, за фстаци, за лешници и така натаму, туку напротив, ние баравме конкретни предлог мерки, односно директна помош за компаниите за зголемување на здравствените капацитети, за обука на персонал кој што ќе може да се справи со ковид кризата, баравме задолжување за капитални инвестиции и така натаму, и очигледно е дека ние имаме многу поинаков и подомакински пристап од вас во целата оваа ситуација, но вие, веројатно заслепени од власта и од лакомоста, малку поинако гледате на работите. За една година задолживте државата за повеќе од 1 милијарда евра, а речи си и да нема никаков ефект. Постојано слушаме како им е тешко на стопанствениците, на земјоделците, на вработените во сите сектори, и сите си кубурат со своите средства, бидејќи практично ние немаме помош, туку имаме одложено помагање преку кредитирање, немаме директна финансиска помош. Како одговор на целата криза, едноставно, вие покрај чистиот популизам, два пати ја зголемивте нафтата и нафтените деривати по 3,54 денари, покачивте струјата за 7%, со што дополнително се осиромашува народот. Ајде затоа овие општи мувети ќе ги прескокнам, бидејќи сите ги знаеме. Предпоставувам дека оваа проекција ќе се рефлектира исто како што беше она со законот за ДДВ кој што го донесовме, кога вие предвидевте 100 милиони евра, 170 милиони евра потрошувачка на граѓаните, меѓутоа тие само 8,4 милиони евра потроши, и тоа е доволно јасен показател каде се движи нашата економија и колкава е куповната моќ на граѓаните. Односно, тие немаат доверба во системот и доколку имаат некој денар настрана, тие го ставаат во банка и го штедат, наместо да го потрошат. Денес е светски ден на штедењето,
31 октомври, и еден убав податок вашиот министер изнесе Фатмир Бесими, каде што кажува дека 6,1% имаме зголемување на депозитите од физичките лица и 8% зголемување на депозитите од правните лица, што у превод значи дека луѓето ги штедат парите, не сакаат да ги трошат, бидејќи немаат доверба и знаат дека долгорочно, не верувам, знаат дека е ризично доколку инвестираат во нешто. Во ребалансот ми падна во очи неколку работи, сега за тоа ќе зборувам, за кои најмногу покрај мене верувам дека ги интересира и поголемиот дел од граѓаните, а се однесуваат на повеќе ставки од различни области. Со ребалансот помалку пари се предвидени за изградба и реконструкција на основни и средни училишта. Наместо сега да го искористиме овој период кога училиштата ни се празни поради ковидов и да се направи нешто, да се подобрат условите, да се санираат крововите, просториите и училниците, ние предвидуваме многу малку пари, односно 1,5 милиони евра за основните училишта и за изградба на спортски сали во основните училишта 5,8 милиони евра, а за средните само 102.000 евра за реконструкција и 1,4 милиони евра за спортските сали, што е навистина жалосно. За изградба на нови ученички домови, реконструкција на студентски домови се намалуваат средствата на 447.000 евра, што секако тоа не соодветствува со вашите ветувања за подобар студентски стандард, за подобар ученички стандард, бидејќи имавте тука најавено и изградба на студентски град и кампуси. Меѓутоа тоа е тоа. Ние исто така реагиравме дека и со измените на Законот за основно и средно образование ќе се направат дополнителни финансиски импликации и врз општините, и врз родителите кои што имаат ученици, меѓутоа ете, и за тоа немаше слух од ваша страна и денес го гледаме тој ефект. Општините набавуваат лаптопи, родителите или немаат средства да купат и се уште имаме ученици кои што не се вклучени во наставниот процес. Понатаму, средства за реконструкција и доградба на објектите на јавните здравствени установи остануваат на исто ниво 3,1 милион евра, а има намалување на 3,9 милиони евра кај парите за медицинска опрема во јавните здравствени установи. За изградба на амбуланти во рурални средини воопшто нема предвидено ниту еден денар. Сега како тие да се заштитени и да не можат да се разболат луѓе, ги маргинализираме тотално. Од гасификацијата нема ни трага ни глас. Еве и тоа го гледам. Се соочуваме со енормно загадување, а вие ги кратите парите за гасификација на 163.000 евра. Намалени се и средствата кои што беа предвидени за поддршка и развој на мали и средни предпријатија на 334.000 евра. И додека ги намалуваме овие средства, ние си ги штитиме тие локомотиви кои што Заев ги кажа, преку директна помош, како во примерот со лозаропроизводителите. Сега ќе ви објаснам зошто ова го зборувам. Претходно еднаш го кажав и на комисија го повторив, сега трет пат ќе го кажам. Наместо да ги натераме овие што се собствениците на винариите, на винарските визби кои што откупуваат грозје, да си го платат соодветно според цената која што треба да биде, ние нив ги оставаме да исплатат 2 или 3 или 4 денари, небитно колку е, а целата таа разлика државата да интервенира. Не смее така. Со таа разлика може да се набават таблети за учениците кои што немаат. Значи, доколку некој има винарија и сака да си оствари профит, нека си брсне во джебот. И тоа е тоа. Значи, многу е едноставно. Кога сум кај земјоделците, исто така имаме намалување на средствата за заштита и ветеринарство. 18% имаме таму намалување, а тековно еве ни се појавува и африканска чума, и син јазик и така натаму. Значи, квалитетот на храната на сите овие, на целата таа стока која што ја одгледуваат сточарите, ќе се намали, односно нема да може да се контролира и можеби ќе дојдеме во ситуација да јадеме изумрени животни кои што биле заразени со некоја болест. Понатаму, во делот на заштитата на животната средина не се предвидени ниту еден денар за Преспанско езеро, ниту за Дојранско езеро. Вчера видовме слики од Козјак, гледаме од Калиманци и така натаму, а сите знаеме во каква состојба се, а предвидуваме 5,6 милиони евра за изградба на кеј во Шипковица на реката Пена, и тоа е добро. 5,6 е добро таму, меѓутоа имаме потреба и да го заштитиме и Преспанско и сите останати езера, и Дебарско, и Дојранско, и
Козјак и Калиманци и така натаму. Значи не може сите пари кои што се предвидени да одат на едно место. Дајте да биде распределено како што треба. Во делот на социјалата, вчера слушнавме дека 300 пати било зголемо. Предпоставувам дека мислевте 300%, не знам ни кој го кажа тоа. Меѓутоа не се ни 300%. Не се 300%. Зошто? Затоа што, еве, ќе ви кажам повторно, еднаш кажав, до пред 7-8 години јас работев во Центар за социјална работа и тогаш беше основицата за еден примател на социјална помош, односно за сам човек, беше 2700 или 2800 денари, сега е 4000 денари. Каде се вие 300%, ја не знам. Дополнително што правиме? Дополнително имаме многу ниска минимална плата од 14.500 денари. Значи некој оди секој ден на работа, е продуктивен во ово општество, придонесува со својот труд, а од друга страна го зголемуваме ова финансирање на луѓето кои што не придонесуваат. Ворете, јас на вистина ги сожалувам оние кои што на вистина не можат. Меѓутоа, доколку ние го намалиме нивниот број, ќе имаме средства и повеќе да им овозможиме. Ама ако го разводнуваме, ако сите ги прибираме под таа социјална заштита, ќе имаме непродуктивно население. Тие ќе седат дома, ќе земаат 12.000, ако некој остварува право, ако се 5 члено семејство и така натаму, ако има ученици кои што живеат со него, ќе земат 12.000, нема никаква обврска спрема државата и ќе работи на црно. Значи, сивата економија ние ја поттикнуваме со овие средства. Дајте да ги намалиме, дајте државата има систем за заштита. Секој кој што аплицира за социјална помош, кога поднесува образец, односно кога пополнува образецот, се согласува 3 дена во месецот да биде работно ангажиран. Дајте да го искористиме системов, барем 3 дена да ги ангажираме овие луѓе. Воспротивно, доколку тој не се одзве на повикот, тогаш му прекинува социјалната помош. Само така ние можеме да направиме спрега и да видиме дали некој навистина е за социјална помош или па го искористува системот. Знаете зашто одбиваат? Оти сите се на работа. Сите се на работа, на црно работат. Затоа одбиваат. И тоа не е од сега. Значи ова се провлекува многу години наназад, чисто како предлог ви го наметнува. Понатаму, во делот на Министерството за информатичко општество имаме зголемување расходи за плати и придонеси, а намалување за 30% за развој и имплементација на информатичко-компјутерска технологија, намалување за 40% во делот на реформата на јавната администрација и зголемување во делот на дистрибуцијата на печатените медиуми. Сега наместо да се инвестира во дигитализација и во ИКТ, ние се враќаме малку поназад со годините, впрочем и веројатно и натаму одиме. Исто така ставката за купување на мебел има 2 милиони и ова покажува дека нешто не е во ред. Имаме субвенционирање на невладини организации со 190 милиони денари или пак ќе повторам во превод толку колку што кошта таблет за секој дете кој што нема. За крајот од овие ставки ќе го наведам и намалувањето во делот на локалните патишта за 78%. Сега од една страна ние кажуваме дека основен стол за овој ребаланс ние е стабилноста, финансиската и фискалната стабилност на општините, од друга страна им ги намалуваме средствата за локалните патишта и со тоа им правиме дополнителен терет покрај овој што го имаме за справување со ковид, за образовниот систем и така натаму. Значи, општините ги ставаме во една лоша ситуација. Сега гледам дека ќе се предложи да се тргне лимитот, односно горната граница за задолжување на општините и некако ми е многу конфузно тоа, многу нелогично. Меѓутоа, ајде. Сами си го гласавте, сами си имате одговорност пред граѓаните. Тука би дополнил и со забелешките и препораките од Европската комисија, ова го кажав и на комисијата, кои се однесуваат на две работи, ова ми е чисто за да видиме на каде треба да се движиме. Првата е забелешка за трошењето на средства кои што биле дадени за правење на елаборати и проектни документации, а проектите воопшто не отпочнале со работа. Ниту има намера владата да почне и поради доцнењето со роковите, одминувањето на времето и менувањето на цените на репроматеријалите, бидејќи тие се
променлива категорија, додека стасаат овие проекти за реализација, сликата е многу поинаква од првичната, за која што е направена документацијата, проектната документација. Втората забелешка, односно ова е препорака, која што стои во извештајот на Европската комисија, поврзан со грантовите, кои што се финансиска помош во врска со корона кризата, каде што тие нагласуваат дека ќе помогнат финансиски со 750 милиарди евра, од кои 30% ќе се однесуваат на проекти кои што се пријателски настроени кон животната средина, 20% кон дигитализација и вие гледам дека немате ништо поврзано со животната средина. Затоа сакам да апелирам еве до вас, бидејќи сите идете од општини каде што повеќето се градоначалници од вашите редови. Сакам да апелирам сите да ги подобриме капацитетите на локалните единици преку одделенијата за локален економски развој. Дајте да вработиме таму луѓе кои што би им помогнале на стопанствениците за да си ги развијат своите бизниси, би им помогнале на општините во аплицирање кон овие меѓународни фондови кои што даваат пари, дајте нека тргне од некаде работа. Ова е чисто апел до сите вас, затоа што мислам дека е вредно да се напомене. За крај имам исто така, поради реакции на граѓаните на Република Македонија, уште една работа да кажам. Не знам дали знаете изразот банана држава кој што го користевте, доаѓа во 50-тите години и тоа се однесувало на Ел Салвадор и на Хондурас, бидејќи тие нивната економија исклучиво зависела од извозот на бананите. Сега нашата економија, според ова што граѓаните го забележуваат, стана пендрак држава. Значи, нашата економија директно зависи од тоа колку полицајците ќе казнат граѓани. Да. Значи, наместо основната дејност на полицијата да биде да го заштити народот, ние сега постојано гледаме и казнуваме 12.000 за една недела, 80 во Газибава, 134 во Велес и така натаму, и го полниме буџетот, бидејќи немаме потрошувачка од една страна, немаме ДДВ, немаме собирање на даноци, имаме помала сума од придонесите кои што биле плаќани, од друга страна мора да се полни некако. И како, ајде ќе удриме по народ. Сега имам јас еден предлог, конкретен, и мислам дека е во ред тоа, бидејќи овој ребаланс го носевме пред законот за здравствена заштита, дајте да им овозможиме ете и на тие од селата да имаат пристап до маски. Имаме села кои што треба да викне такси некој да отиде 500 денари да плати за да си купи маска од 10 денари, бидејќи тој не го почитува законот без маска, не може. Им правиме дополнителни трошоци. Дајте да отвориме у секое населено место по еден пункт каде што ќе има достапни маски за здравствена заштита за сите. Имаме села кои што немаат пристап до градовите, имаме села кои што се речиси иселени со старо население и тие сега, сакале или не го почитуваат законов. Не носат маски, немаат од каде да купат. Или треба да плати 500 денари такси за 10 денари маска да купи. За крај, еве, почитувана колешке, која што вчера немав време или немав право на контрареплика, сакам да ви се извинам. Лелита Ристова, така. Лолита, сакам да ви се извинам и по инсистирање на председателот. Значи, не знам зошто погрешно ме разбравте, јас на вистина не мислев, не сакав да ви кажувам дека сте вие симпатични, туку ме подсетивте на оваа симпатичната од Северна Кореја. Пак ќе се извинам уште еднаш, ако сте се навредиле, од срце. Ќе ви се извинам. Благодарам. Ама не ми беше целта... Добро, окей. Мислам дека е